Почитуван представник на УНИЦЕФ, Бенджамин Перкс, почитувани професори од Велика Британија, Соединетите Американски држави, од Словенија, Хрватска, Албанија, Србија, почитувани експерти од Светска банка, од ОЕЦД, почитувана министерка за образование Рената Десковска, почитувани екселенции, почитувани пратеници од комисиите за образование, почитувани градоначалници, почитувани присутни гости, почитувани медиуми. Сакам уште на самиот почеток на ова мое обраќање да ве уверам, еден од приоритетите на оваа влада е создавање одржлив образовен систем во Република Македонија. Знаеме дека ако како држава се посветиме на создавање стручни и образовни кадри од мали нозе, тие ќе можат да си го најдат своето место на пазарот на трудот. Со тоа ќе можат да ја обезбедат својата екзистенција. Со тоа ќе можат понатаму да ја обезбедат екзистенцијата на своите семејства. Со тоа ќе придонесуваат во економскиот развој на државата. Со тоа ќе бидат конкурентни не само дома, туку и во другите држави. Со тоа ќе придонесуваат и за растот и развојот на економијата и во европското семејство, од кое што целиме да бидеме дел како граѓани и како Република Македонија. Знаењето е клучот на животните порти и ова искуство на светот е движечка мотивација на државите од светот да вложуваат во усовршување на своите образовни политики. Новата влада на Република Македонија е определена кон одржливи решенија во образовниот систем, во кој што досега многу се експериментираше, а најголема штета од тоа претрпеа децата, учениците, студентите, носителите на едината на државата. Толстој, кој зборувајќи за учењето, констатира дека знаењето е знаење кога е стекнато со напор на сопствените мисли, а не со паметење. И нашата обврска број 1 е да им овозможиме на децата токму тоа, индивидуални знаења. Така се станува добар механичар, така се станува и врвен научник. Но нашите ученици учат многу предмети, а имаат лоши знаења, еве и според последните истражувања на ПИСА. Зошто е тоа така? Може би токму поради тоа што имаат многу предмети, кои подеднакво се знае, најчесто ништо не знае. Не напразно вели една латинска поговорка. Затоа, почитувани присутни, владата преку Министерството за образование веќе почна со ревизија на наставните планови и програми. Започнати се и процеси на ревизија на учебниците, како и наменување на законите што се однесуваат на образованието. Во овој период нашата држава учествува во меѓународните студии ПИСА 2018 и ТИМС 2019. Во нив се користат тестови преку кои што учениците треба да покажат што знаат, но и за практичната применливост и разбирањето на нивните знаења. Така ќе ги утврдиме и факторите поврзани со постигнувањата на учениците и ќе ги нотираме конкретните фактори што донеле до послаби резултати. Во таа насока веќе ја зголемивме сумата во буџетот за 2018 година за учество и подготовка за овие меѓународни студии. Многу од работите што треба да се променат се однесуваат на мотивацијата на наставниците и учениците, на креативноста во работата и учењето, на иницијативноста, на инклузивноста, на следењето современи трендови во наставата и користење современи методи. Затоа, со буџетот за 2018 година, обезбедени се дополнителни средства, со што ќе се реализира најавеното зголемување на платите во висина од 5% во основните и средните училишта, а предвидени се и нови вработувања според реалните потреби. Следната година ќе почне опремувањето на основните и средните училишта со современи лаборатории, што ќе придонесе во практичната настава и зголемувањето на интересот на учениците за наставните содржини. Исто така планираме да го намалиме бројот на предмети во училиштата. Учениците да можат да ги стекнуваат знаењата главно на училишта, за да имаат повеќе слободно време дома. Така ќе ги ослободиме од психолошките притисоци на обврска за постојано механичко следење над книгите, што знаеме дека и не толку дава резултати. Се фокусираме кон квалитетно средно стручно образование, повеќе пракса
за подобри основи на знаењето. Не сите ученици сакаат да продолжат со високо образование. Во високото образование размислуваме да има и пократки студиски програми од 3 години. Бидејќи се важни афинитетите на децата, ќе воведеме и механизми со кои ќе можеме да ги насочуваме децата кон она што го можат. Така може да развиваме талентирани генерации, од кои што ќе добиеме квалитетна, високо образована научна сила, како и стручна работна сила. На предпријатијата, на пазарот на трудот, дали во Македонија, дали во Европа или земјите во светот, потребни се и едните и другите. Но суштинско во сево ова е да го задржиме психофизичкото здравје на децата. Тоа ќе го постигнеме ако ги ослободиме децата од притисоци и стресот на оценувањето од рана возраст, што е исто така предмет на разгледување, како и преку воведување повеќе спорт во училиштата. Едно е јасно, потребни се иновации во наставата. Образованието мора да биде прилагодено кон потребите на учениците. Мораме да го стимулираме интересот на децата за одредени области од најрана возраст, нивните способности за примена на знаењето, секој од нив да го даде најдоброто од себе, да го развива критичкото мислење, што е клучно и за развојот на личноста, но и за развојот на општеството. Почитувани присутни, рековме дека сите реформи, посебно ваквите клучни реформи како што е поставувањето на образовниот систем, ќе ги правиме низ јавна дебата, во консултации со домашната стручна и меѓународна јавност и со сите засегнати во образовниот процес. Заедно ќе создадеме образовен систем што понатаму само ќе се надоградува, наместо постојано да се менува. Отворени сме за сугестии, веќе споделуваат со владата своји ставови и мислења експертската јавност, професори, наставници, родители, ученици, студенти, граѓански организации. Од големо значење е и оваа конференција во организација на УНИЦЕФ, за што се заблагодарувам од име на граѓаните на Македонија и од име на владата, затоа што во следните денови ќе можеме да размениме искуства во областа на образованието со земјите од регионот и да слушнеме успешни образовни искуства од земји со кои што е слична Република Македонија по повеќе карактеристики. Гледаме успешни примери на успешни генерации ученици во Словенија, Финска, Естонија, Канада, Јапонија, Сингапур. Мотивирани сме да создадеме квалитетен образовен систем и во Република Македонија. Затоа ви благодарам на сите кои придонесувате во овој многу значаен реформски процес. Благодарам.